Може би во близината на Скопје, во општина Петровец, и нема кој знае колку големи планини за да има можност да се планинари и да има потреба од планинска спасителна служба. Но затоа има многу други работи кои што таму може да се прават, може да се ужива и не само во викендите, туку и во текот на работната недела, а се разбира нуди скоро идеални услови за домување. Една од општините која што бележи зголемен прираст на населението, а ние денес во студиото ќе зборуваме со првиот човек на општината. Велам добар ден и добре дојде за Борче Митевски, градоначелник на општина Петровец. Добар ден и фала на поканата. Мене ми е особено и чест и задоволство кога можам да зборувам со градоначалници кои што ја уживаат довербата од граѓаните. Вие тоа го докажавте и на изминатите избори, по 5 пат го добивте мандатот за градоначалник. Тоа само покажува дека знаете што правите. Токму така, по 5 пат, но со труд, со љубов према работата, према своите сограѓани, и само така може да имаме успешна општина, напредна општина. Тоа на лице место го докажуваме, бидејќи ние сме една од ретките општини во Република Македонија што имаме зголемен број на жители. Од минатиот попис до сега имаме повеќе од 950 жители. Ајде да почнеме од она што последно се случуваше во општината, а тоа беше одбележувањето на денот на општината, беше во средата на 6 мај, на Ѓурѓевден. Како го одбележавте денот? Па тоа беше еден прекрасен ден, празник за душа за сите православни жители од населено место Петровец и пошироко, нормално. Денот го започнаме со идење во црквата Свети Ѓорѓија во Петровец. Таму имаме, играрно друштво кое ги забавуваше присутните жители од населеното место Петровец и околината. Од таму дојдоме сите заедно во дворот на нашата ново изградена прекрасна општина Петровец, каде што јас заедно со моите советници ги пречекаваме сите гости. Имаме некаде околу 300 присутни гости што дојдоа на тој ден, на денот на општина Петровец, 6 мај. Имав јас обраќање каде што кажав се она што го имам направено во последната година од 5-тиот мандат, и после тоа се препуштиме на она скромно славење на денот на општина Петровец. Може би гледачите не знаат, но јас би сакала да го спомнеме во разговорот. Како реков, веќе почнавте да го трошите 5-тиот мандат, но општинската зграда, нова, современа, уредена, ја изградивте дури во 4-тиот. Првите 3 мандати ги потрошивте за да ги подобрите условите за живот на граѓаните во општината. Токму така. Првин вложив во училиштата. Ние направиме прекрасно основно општинско училиште Кочо Рацин од Петровец. Последната рата ни помина оваа година, кредитот го исплаќаме, ние целосно исплатено, тоа е 87 милиони општината одвои. Ги реконструиравме сите други училишта, направиме спортски сали, секаде наму кај што имаме дечиња, кај што имаме училишта, направиме детски градинки, направиме детски забавни паркови, и во една прилика кога дојде францускиот амбасадор, ми пружи рака и вика: градоначалник, ви честитам, вие сте успешен градоначалник. Ја викам: од каде? Викам: амбасадоре, сега таа констатација. Па доаѓам, гледам стара општина, а поминуваме по училиштата, училиштата ви се во изворедна добра состојба. И тоа беше последното, што треба да го направам, да ги подобрам условите за работа на моите вработени во општинската администрација. Тоа го реализираме, пред само година и пол имаме свечено пуштање на нова општинска зграда. Она што исто така е интересен податок за општина Петровец е тоа дека на вашата територија е најголемата индустријска зона Чојлија. Да. И
од она што имав можност нели да го добијам како информација е дека слободно може да кажеме дека во општина Петровец нема граѓанин кој што е невработен, освен оние кои што не сакаат да работат. Па токму така, со изградба на мултифункционалната зона Чоелија, значи тоа е најголема во Република Македонија, индустријска зона со 230 хектари, некаде околу 80% веќе изградена и во моментот се градат уште 20 нови хали, значи и во тие индустријски капацитети ќе се запослуваат и други луѓе, но од општина Петровец веќе немаме луѓе што бараат работа, ќе мора да земаме од соседните општини, како што е Зелениково, како што е Газибаба и другите општини, бидејќи општина Петровец се разви, прерасна во едно прекрасно место за живење. Населеното место Петровец веќе не е населено место Петровец како село, него веќе е едно мало градче. Така, урбана населба, она што е започнавме со овие како интересни факти за општината. Веројатно ќе им биде интересно и тоа дека на граѓаните, на гледачите и тоа дека патната инфраструктура која што води до меѓународниот аеродром Петровец или интернационалниот аеродром Скопје, комплетната патна инфраструктура се наоѓа во општина Петровец, а авионската писта е во општина Илинден. И вие имате обврски да се грижите за патната инфраструктура? Токму така, значи целиот сообраќај, значи 100%, целиот сообраќај поминува низ општина Петровец. Аеродромот е на територија катастарски Мралино, што е под општина Илинден, но паркинг просторот на аеродромот и доаѓањето до аеродром и одење од аеродром, целиот сообраќај поминува низ општина Петровец. Ние веќе преземаме чекори, значи во овој мандат планирам да направам пешачко-велосипедска патека од центарот на Петровец до излезот на Петровец према Скопје во 3 метра ширина. Зошто? Зашто енормно се зголеми сообраќајот и со прилив на зголемен број на жители, ја морам да го растеретам патот, значи овие жители со ова пешачко-велосипедска патека, значи ќе бидат побезбедни. Таква пешачко-велосипедска патека направив од центарот на Петровец до излезот на Ржаничино. Тука ги обезбедив сите оние 600 ученици што идат во основното општинско училиште Кочараци во Петровец, значи во голема мера се зголеми безбедноста пред се на нашите деца. Така. Интересен е податокот дека реков не само што имате зголемен број на жители во општина Петровец, туку и интересен е податокот дека голем број од луѓето сакаат да изградат куќа, без разлика дали станува збор за домување или за викенд, токму во општина Петровец. Зошто? Затоа што нудите поволности, особено за младите брачни парови. Нормално, затоа е бројот на жители зголемен за 950 жители, но ние не застанаваме само со издавање на одобрение за градење на згради, веќе 5, односно 6 згради се изградени и целосно се продадени на жители не само од општина Петровец, него и од град доаѓаат да живеат тука, ги препознаат добрите услови кои ги нуди општина Петровец. А тоа е се она што е потребно за еден брачен пар да го има во општина Петровец. А што е тоа што го имаме ние? Значи имаме детски градинки, имаме училишта, имаме забавни паркови, имаме супермаркети 4-5 што жителите може да идат и да бират каде да купат, каде да пазарат, а не да бидат условувани само од еден супермаркет, примерно. Имаме патна инфраструктура, значи сите улици во општина Петровец, може да кажам 90% се веќе направени. Токму денеска асфалтираме уште една улица во Петровец во должина од 280 метри. Ни остануваат уште кратки краци од улица да ги асфалтираме, но и тоа во наредниот мандат ќе биде целосно завршено. Практично, да речеме, општина Петровец би била општина без кал, без неасфалтирани улици. Тоа е веќе минато,
Значи, не може да најдеме ние неасфалтирана улица. Имаме неасфалтирани улици и 3 во новата зона блок 6 Ржаничино, каде што имаме повеќе од 150 маркици за куќа, некаде околу 130 се веќе продадени и таму имаме нови градби, имаме нови улици асфалтирани со атмосферска канализација, со фекална канализација, со улично осветлување, со струја, се комплет, со пешачки патеки. И баш денеска доаѓам од кај министерот, значи правиме муавет, разговор направиме за уште другите 3 наредни улици да ги асфалтираме и целосно тој потек, комплет, таа не викенд насоба, тоа е насоба за живење, прекрасна насоба за живење, целосно ќе биде покриена со асфалтни улици и пешачки патеки. Да не заборавиме дека се грижите и за канализацијската мрежа во општината, завршувате со во еден дел во населеното место Огњанци. Токму така, некаде околу 80% ни е завршена на канализационата мрежа во Огњанци и започнато е јавното комунално предпријатие да врши приклучоци на семејствата. Ни остануваат уште некаде 15 до 20% тие куќи кај што не може да ги офати главната мрежа, ќе мораме да идеме со префрлни пумпи, но и тоа ќе си го решиме во наредниот период. Иначе во другите населени места, кои што се Петровец, Ржаничино, Катланово, Долно, Средно, Горно Коњари, сите поголеми населени места имаме канализациона мрежа. Радува фактот што мислите и на не само на најмладите жители, еве гледачите имаат можност да видат како изгледаат тие ново изградени забавни паркови и детски катчиња. Мислите и на оние малку повозрасните, оние кои што се во период од животот кога најмногу се занимаваат со спорт. Па изградивте и спортски сали. Имаме спортска сала во Петровец, имаме спортска сала во Средно Коњари, направиме спортска сала во Катланово, направиме и ја отвориме спортска сала во Огњанци. Значи се она што ветиме, секаде направиме 4 нови спортски сали. Направиме фудбалски терени, имаме 4 фудбалски клубови. За сите 4 фудбалски клубови имаме изградено прекрасни фудбалски терени со снабдување, со водоснабдување во летниот период, значи да не изгори тревата, со соблекувални. Сега започнаме да правиме и трибини, почнаме Петровец има веќе направено трибина, Ржаничино започнаме да правиме трибини, таква трибина ќе добие наредно е Средно Коњари. Работиме на да имаат фудбалерите кои се некаде околу 150, тоа е голем број од нашата младина, значи да направиме идеални услови за тренинзи. Исто така имаме културно-уметничко друштво кое пред неколку години започна со 15-20 дечиња, но имаме еден брачен пар кој макотрпно се трудат, сега во моментов од 15-20 дечиња пред неколку години, сега имаме 80 дечиња кои членуваат и кои играат, кои децата кои ни представуваат нашата култура и традиција. Сега во културниот дом, значи ќе си имаат просторија своја, таму ќе тренираат, таму ќе играат, таму ќе ги забавуваат жителите од општина Петровец. Ова што се што го набројавме, верувам дека има уште многу работи кои што не ги споменавме. Па може да додам, направиме повеќе наменско игралиште во Долно Коњари, направиме повеќе наменско игралиште во Средно Коњари, отвориме мало игралиште за фудбал во Чифлик, значи во Горно Коњари, во Сушица, каде што имаме многу мал број на деца, во Ржаничино повеќе наменско игралиште, значи немаме село Катланово, Огњанци, значи немаме село кај што немаме веќе повеќе наменско игралиште. Значи секаде се грижиме нашата младина да тргнеме од улицата, да насочиме во спортот. Јако дојдов немаме ништо, само еден фудбалски клуб Петровец. Сега имаме 4 фудбалски клубови со школа за омладинска школа, со како што кажав културно-уметничко друштво, имаме школа за кошарка, имаме школа за одбојка. Значи комплет, јако поранешен бивши спортиста, значи во мене работи спортското срце. И јас се ќе вложам нашиот спорт во општина Петровец да живее. Се додека имаме младина која што се занимава со спорт, која што своето слободно време го троши на спортски активности, има надежда дека ќе имаме здрави и успешни луѓе понатаму. Пред 2 дена само
бев да ги гледам млади кошаркари, дојдоа од град екипа и играа пријателска утакмица и онај гордост да гледаш салата каде што млади дечиња навиваат за своите другарчиња. Тоа е убавината, да биде полна салата. Имаме сала со 400 седишта. Прекрасна сала. Светското првенство во ракомет до 18 години. Значи, до полуфиналето се одржуваше во Петровец и уште во 4-5 сали низ градот. Така. Требаше финалето и полуфиналето да биде во Петровец, но бидејќи имаше само 400 седишта, мал капацитет, затоа се одигра во Јане Сандаски. Би сакала да ги појасниме кога велам имаат можност младите брачни парови да олеснителни околности за изградба на собствен дом, тоа го нуди општината, имаат можност да купат државно земјиште со... Значи, по почетна цена од 1 евро. Имаме во изобилие такви парцели, значи како што е Ржаничино, така и во Долно Коњери имаме такви парцели. Освари Долно Коњери е све веќе распродадено, имаме во Средно Коњери такви парцели, значи кај што има, значи и православни и муслимани, значи ние градиме подеднакво секаде. Внимаваме тоа да го запазиме, бидејќи тој народ заслужува да биде третиран на едно исто ниво. И на крајот на криштата од секогаш живееле тука заедно, зошто да не продолжи да биде така? Општина Петровец е пример за соживот. Ја и во мојот говор, моето обраќање на денот на општината, ја кажав, на едно место живееме сите, и македонци, и албанци, и бошњаци, турци, роми, срби, значи сите. Но до ден денес, фала, значи немаме никаков инцидент, живееме како една фамилија. Тоа ја ќе го практикувам и понатака. Само сакав да довршиме за условите кои што се за младите брачни парови, значи доколку некој реши и купи имот во општина Петровец, кои се услови треба да ги исполнува? За колку месеци да почне со градба? Значи за 9 месеци треба да извади проект и за 2 години да изгради карабина. Тоа се условите што се пропишани од Министерството за транспорт и врски и тоа мора се почитува. Доколку закаснат после тоа, значи си плаќаат пенали. Тоа е. До сега многу ретки се тие што купиле, а не изградиле за 3 години. Секој што ќе купи сака да се изгради што побрзо и да се всели. Во собствен дом. Така. Во Ржаничино веќе имаме над 120-130 куќи што веќе се вселени и живеат луѓе таму. За колку време стигнавте од Петровец до автокоманда? 7 минути со нормална возња од 90 до 100. Па тоа нека биде поттик за младите луѓе да размислуваат дали е нормално да се плаќаат 3-4 евра квадрат во Скопје или пак да се живее во помирна општина која што е за 10 минути со автомобил блиску до градот. За 7-8 минути стигаме до автокоманда. Стамбениот квадрат во градот знаеме колку е, кај нас е само 1100 евра. Значи 2:1. Тука ќе купиме еден стан, таму во општина Петровец ќе купиме 2 стана. Кој е воздухот во Петровец, кој е воздухот во Скопје, сите знаеме разликата. А условите се исти. Немаме што немаме. Кога еден млад брачен пар има кај да си го однесе детето во градинка, кога има прекрасно школо, нашето школо, кажав, значи прогласено е за најдобро училиште од МОН, Светска банка и МВР. Значи прекрасни услови за дечињата, за младината. Има здравствени установи, да не заборавиме. Значи се имаме и зошто да не живеат во Петровец? Него да живеат во градскиот метеж, буквално од секој идење и враќање од работа, да се нервираш, дека саат време не можеш да се отидеш до дома. Какви планови имате понатаму за развивање на општина Петровец? Ќе продолжиме, значи не застануваме тука. Ние имаме уште еден проект за мини индустријска зона. Таа ќе ја развиеме, мислам ќе го завршиме тој план. Имаме викенд населба од 72 парцели помеѓу Катланово и Катлановска бања и таа ни е во завршна фаза. И уште една викенд населба во близина на Катланово, таа е некаде околу 60 парцели и таа некаде за 2 месеци и тој план ми завршува. Значи сите оние кои сакаат да дојдат и да направат викендици, значи општина Петровец
им излегува пресет, им прави услови за да може да си купат парцели. Па сега имаат можност сите оние кои што го слушаа разговоров да размислат малку што би правеле доколку навистина им треба, да речеме, покрив над глава или пак место каде што ќе избегаат од градската гужва, да размислат можеби општина Петровец е таа опција. Општина Петровец петок, сабот и недела претежно планинските села, кои што се Дивле, кои што се Брезица, Градманци и пониските доле Бадар, Блатце, Кожле, значи живее. После ковидот луѓето си ги најдоа корењата. Значи ние во Дивле имаме 65 нови викендици. До ковидот тоа не се случуваше. Сега видоа што значи да дишиш чист воздух. Дивле е 700 метри, селото на 700 метри надморска височина, планината е на 850 метри надморска височина. Тоа е убавина, тоа е рај за очи. Скопје го гледаме вака на дланка. И сега таму е преполно секој викенд. И тоа е добро и да се надеваме дека и она што ги имате испланирано како парцели за изградба на стамбени куќи, се ќе биде исполнето, продадено и дека уште многу нови семејства ќе си ја најдат среќата и животот во општина Петровец. Стоиме и радосме сите заедно со моите советници, заедно со општинската администрација што направиме идеални услови не само за нашите жители, него и за сите оние жители што сакаат да дојдат и да живеат во општина Петровец. Ви благодарам што денес бевте дел од нашата емисија. Ви посакувам многу успех и се надевам, скоро и сум сигурна дека сигурно ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата и на можноста.